почитувана директорке на Агенцијата за пошти, внимателно ја разгледав програмата, исто така внимателно ве слушав, добро го слушав вашето излагање, ќе се задржам на неколку работи од годишната програма. Значи, меѓу повеќето надлежности кои оваа агенција ги има, јас еве на неколку само ќе се задржам: следење на работата на давателот на поштенските услуги во согласно со Законот за поштенски услуги и прописите донесени врз основа на него, следење на развојот на пазарот на поштенски услуги и промовирање на конкуренцијата на пазарот на поштенски услуги, како и контролирање и надзор на работењето на давателите на поштенски услуги и превземање мерки согласно со Закон против давателите на поштенски услуги во случај кога е утврдено непочитување на одредбите од Законот за поштенски услуги и прописите донесени врз основа на истиот закон. Значи, почитувана директорке, основната функција на Агенцијата за пошти е регулатор на пазарот за поштенски услуги. Но не можам да не забележам дека наместо да ја врши работата на регулатор и заштитник на пазарот за поштенски услуги, а се со цел да ги заштити интересите на крајните корисници, односно на сите граѓани на Република Македонија, наместо тоа Агенцијата за пошти дозволува нелојална конкуренција на пазарот. Исто така и неквалитетна конкуренција, со тоа неквалитетна конкуренција, иако Македонската пошта како носител на универзалната услуга имаат се уште ексклузивно право на пратките, односно за прием, пренос и достава на пратки до 50 грама, со што само Македонска пошта може да обезбедува резервирани поштенски услуги на територија на Република Македонија. Меѓутоа, јавна тајна е дека дел од сметките за комунални услуги, сметката од мобилни оператори, чија тежина не достигнува ни до 20 грама, како и други препорачани и обични пратки, се доставувани од приватни оператори, и тоа само во градските подрачја. Значи, само во градските подрачја се доставувани од страна на друг поштенски оператор. Додека, како што реков, во градовите се доставувани од страна на другите поштенски оператори, а во селата, каде што доставата е многу потешка, каде што е и Македонска пошта, заради што и најчесто работи со загуба, заради што и бројот на пратките во голема мера им е намален, доставата ја врши Македонска пошта. И сето тоа се прави пред очите на Агенцијата за пошти, која досега нема превземено ништо во врска со тоа. Со сето ова се дозволува нелојалната конкуренција во рамките на поштенскиот пазар, како и намален број на пратки, кој што е за 7% споредбено за писмоносните пратки зборуваме, споредбено со ланската година. Зголемената конкуренција значи изголемен квалитет, но овде постои разлика. Сигурно знаете дека Македонска пошта има добро развиена мрежа на поштенски единици и на доставни реони, и тоа како урбани, така и рурални. Потечно нема село или куќа во Македонија која согласно Законот за поштенски услуги не е покриена, односно каде што не се врши доставата на пратки, а за сето тоа да го обезбеди, посебно во руралните средини, верувам дека Македонска пошта свесно работи и со загуба. Покрај финансискиот дел за обезбедување на сите услуги, Македонска пошта има вработено 2200, околу 2250 луѓе и над 100 договорни доставувачи. Од неажурноста на Агенцијата за пошти, Македонска пошта годишно губи милиони суми, а тоа секако се пари кои добро би им дошле на овие 2250 вработени во Македонска пошта, односно би ги добиле многу потребните покачувања на плата. А од друга страна, главен извор на приходи на агенцијата, односно 98% или во пари околу 20 милиони до сега, а од сега 22,5 милиони денари, годишно токму е Македонска пошта. Затоа сметам дека крајно време е Агенцијата за пошти да почне совесно да се извршува својата работа, она за што е формирана, односно регулатор и заштитник на пазарот за поштенски услуги, со што верувам дека и квалитетот на услугите во голема мера би се подобрил. И наместо само декларативно секоја година да слушаме како агенцијата ќе создаде
подобри поштенски услуги, како што е впрочем и вашето мото, значи заедно да создадеме подобри поштенски услуги, редно е конкретно и да се заложите за тоа. Во целиот текст од годишната програма на агенцијата, како и од самото излагање на директорката, не можам да не забележам дека кога ќе се спомне давателот на универзалната поштенска услуга, односно Македонска пошта, вие како да зборувате за непријател кој што треба да се уништи, а не за соработник, партнер, со кој треба заеднички да ги подобрувате услугите. Цело време зборувате за либерализација на поштенските услуги. Дали директорке, мислите дека се создадени реални услови за тоа? Мислите ли дека поштенскиот пазар е спремен за тоа? Се согласувам дека е потребна либерализацијата. Меѓутоа, потребно е да се створат услови за таа либерализација, односно за тие услови потребно е вие да се заложите и да го изработите тоа. Пред се потребно е да се утврди точно кои и под кои услови ќе биде приватен со предвидени критериуми, односно точки на прием, достава, со минимален број на возила и вработени. И што е најбитно? Најбитно, нема механизам за контрола на евентуалните злоупотреби. Агенцијата нема механизам, нема теренски контроли за пратка и наплата. А верувајте, злоупотреби, свесни сте за тоа, знаете за тоа дека има многу. Исто така, потребно е пред да настапи либерализацијата, потребно е да се промени и самиот начин на финансирање на агенцијата. Како што реков, Македонска пошта е 98% финансиер на агенцијата, а останатите 2% се од останатите даватели на услуги. Мислам дека и овде треба да се направат промени со тоа што ќе бидат поделени на писмоносни пратки и на пакети, така што наместо 20 милиони ќе се финансира 10 милиони од Македонска пошта, а приватните би финансирале останатиот удел на пазарот. Тоа се модели што треба да се сработат за да се добие стабилна Македонска пошта, а во исто време да се пушти и либерализација за да се подобри квалитетот на услугите. Меѓутоа, очигледно е дека оваа власт не е спремна за либерализација на поштенските услуги и не работи ништо на тоа поле. Во врска со финансискиот план, да го спомнам и него, имате зголемување на расходи по разни ставки, например во ставка за реклама, пропаганда и репрезентација, и тоа за 18,1%. Како што рече и претходно колешката, потребна е реклама, секако ние сме за тоа и тука ве поддржуваме, меѓутоа некако што е овде ставено за подобрување, го цитирам од програмата, на визуалниот идентитет на Агенцијата за пошти, што значи повторно во центарот на вниманието се ставате вие, а не сите останати даватели на услугите. Потоа зголемување на расходите за наемнина, бидејќи просторот бил мал и како што вели во самата програма, иако во моментов агенцијата е со седиште во 3 одделни деловни простории за кои не плаќате закуп, согласно договорот со градски трговски центар, вие сега планирате закуп за друг деловен простор за кој би се плаќала закупнина. Почитувана директорке, дали сте ги посетиле вие барем еднаш било која подружница на Македонска пошта низ Македонија да ги видите условите во кои тие работат? Со самото тоа што се зголемува, значи, просторот, се зголемуваат и расходите за градежни објекти, понатаму за опрема, зголемување имате за расходи за плата, зголемен е за 6,9% поради фактот што во 2019 е зголемен бројот на вработени, а во текот на 2020 согласно годишниот план за вработување планирани се и нови вработувања и унапредувања во рамките на агенцијата. Како и службени патувања за 76%. Секаде, пак ќе речам, во финансискиот план на Агенцијата за пошти, секаде на прво место се ставате вие, агенцијата, заедно со 16 вработени, а не сите останати даватели на поштенски услуги, кои ги има, како што реков, само Македонска пошта 2250 и останатите околу 470.
И за крај само ќе го спомнам зголемувањето на вредноста на поенот за пресметувањето на годишниот надоместок, кој сега се планира да се зголеми беше 437,11, а сега во 2020 да изнесува 451,849. Само да ја довршам мислата. Благодарам. Зголемувањето на вредноста на поенот би значило зголемување на трошоците на работењето на давателите на поштенски услуги, што би создало можност за зголемување на цената кон крајните корисници. Па, директорки, ќе ве прашам за крај, дали вие мислите дека со зголемување на цената на поштенските услуги ќе се подобри квалитетот на поштенските услуги или пак би се зголемил обемот на работата на давателите на поштенски услуги?